Државата со двојни аршини кон најголемите загадувачи. За приватните и клуч наврата, а за државните постојано одложување на роковите за поставување филтри. Очигледно е дека за вакви капацитети многу широко се прогледува низ прсти. РЕК Битола е типичен пример. Затоа што се молзеле пари од комбинатот, а не се вложувале во заштита на животна средина. Претходната влада тврди дека прво морало да се вложи во кадри и регулатива. Се пристапи кон јакнење на капацитетите, добивме поддршка од Европската унија, кон обука на самите вработени внатре во Министерството. По законот донесен во 2005 година, сите големи загадувачи требаше да се стават под контрола до 2014, па и РЕК Битола. И наместо тоа, во 2017 година се објави нацрт на нов закон за индустријски емисии, чиј што рок кој што е предвиден во тој нов закон за усогласување на термоелектраните е 2027. Што е позадината на упорното толерирање на најголемите загадувачи во сопственост на државата? Откако не го испочитува рокот, Скопски Макстил под притисок на институциите и јавноста кон крајот на 2014 го прекина производството на неколку месеци, за да воспостави систем за отпрашување. Оджаците на Југохром во Тетовско Јегуновце не чадат од ноември 2016 и овој комбинат беше затворен поради неисполнување на еколошките стандарди и веќе речиси 2 години не работи. Но овие оджаци во близина на Битола продолжуваат да го трујат вториот по големина град во Македонија и неговата околина. Изминатава една деценија е изгубена за РЕК Битола во однос на постапката за добивање интегрирана дозвола и инвестициите за заштита на животната средина. А еве и зошто. Целата процедура требала да започне во 2007 година и да заврши 7 години подоцна со добивање интегрирана дозвола во 2014. Но овој рок е пробиен, а владата донесува одлука за поставување нов 31 декември 2017 година. Но и тогаш ништо не се случува, па според актуелното законско решение, новиот рок е април 2019 година. Ако до тогаш РЕК Битола ја добие интегрираната дозвола и ако се усвои новото законско решение за индустријско загадување, тогаш на овој комбинат му се даваат нови речиси 10 години за исполнување на обврските од добиената интегрирана дозвола до 2027 година. Единствената активност со која може да се пофалат во РЕК Битола е покривањето на пепелта од согорувањето на јагленот со слојот земја. Ова се покрива со земја за да ја спречиме појавата на пепел. Ова под нас е пепел. Благоја Петровски, одговорен инженер во овој сектор, вели дека РЕК и дополнително ќе инвестира во овој сегмент за да не се повторуваат сликите на огромни облаци од пепел, особено кога дува ветер. Во план е да за бргу веќе завршена тендерската документација, се избран понудувачот за изработка на прскалки на вода со одредени адитиви кои ќе бидат убризгани во водата, да ова површина која не е покриена со земја во моментот на одлагање се прска со вода да се намали изворот на прашина. Љупчо Стојановски, кој работи на заштита на животната средина во РЕК Битола, вели дека работното време го троши токму на обврските за добивање интегрирана дозвола. Очекува документот да биде одобрен до крајот на годинава, но тоа е само почеток на процесот. Во тие планови планирани имаме 23 активности кои што ние се обврзуваме да ги реализираме. Веднаш штом ќе ги прецизираме тие работи, даваме согласност, ние веќе ќе почнеме да ги реализираме тие активности, за кое што ќе бидат потребни нормални финансиски ресурси и човечки ресурси, за кои што ние сме спремни да го направиме. Но што се случувало изминатава деценија? Зошто досега не е добиена макар дозволата? Стојановски немаше одговор, зашто на оваа позиција е неколку месеци. Имаше еден голем застој од 2011-12 година до ланската година, до декември 2017 година, кога ништо не се случуваше. Зошто беа закочени работите? Тоа треба да ви го поставите прашањето на претходната структура, зашто така било. Тоа и го направивме. Сонја Лепиткова, која беше заменик министер за животна средина од 2006 до 2011, а потоа државен секретар во истиот ресор до 2016 година, смета дека првиот рок за добивање интегрирана дозвола 2014 година бил прекраток
За главен проблем ги посочува застарената технологија во РЕК Битола и недостигот на кадри во Министерството. И се покажа дека и самите инсталации бара во континуитет одлагање, дури и во преговорите со тоа што во законот стои како крајна можност 1 април 2019 година. Ние тогаш се соочивме кога почна тој процес со тоа да во самото министерство секторот за интегрирани дозволи броеше толку колку што имаше вработено луѓе без некоја специјална обука. Меѓутоа и тоа дека нема доволно и експерти и фирми консултантски или како да кажам целосно екипирани кои што можат да изготват една сеопфатна, квалитетна интегрирана дозвола, односно студија, за да може да се добие интегрираната дозвола. За Лепиткова голем успех е што државата воопшто успеала да го воспостави институтот интегрирана дозвола и да го спроведе во приватниот сектор. За големите државни енергетски комплекси како РЕК Битола вели дека одлагање на процесот дозволила и Европската енергетска заедница, дури и за поразвиени земји од нашата, иако приватните компании се жалеа дека тоа е нефер однос кон нив. Тоа не беше само за Република Македонија, тоа важи и за Бугарија, и за Хрватска, и за Романија, и за Полска, и за многу други држави, каде што енергетскиот сектор на некој начин е врзан со термодобивање на електрична енергија од термоелектрани. Република Македонија, за жал или за среќа, јас сметам дека за жал 70% од домашното производство на електрична енергија го добива од РЕК Битола. На функцијата на која што беше Лепиткова, сега е Јани Макрадули. За него стратешкото значење не е оправдување да не се инвестира во заштита на животната средина. Не е фер да бараме само приватните лица да инвестираат, додека комбинат кој што е буџетски и државен комбинат практично да каска со исполнување на стандардите и нормите од доменот на животната средина. Макрадули потврдува дека дозволата за РЕК ќе биде издадена до крајот на годинава. За него е оправдан рокот за исполнување на обврските до 2027 година, поставен во нацрт законот за индустриско загадување. Таргетот, целта е намалувањето на емисии. Емисиите од сулфур, емисиите од азотни оксиди и третирањето на прашината. Значи, тие се три столба, да кажам, кои што постепено мора да се намалуваат и да ги достигнат стандардите кои што се бараат и кои што се наметнуваат. Зато таа година важи за сите, таа е една оквирна година, а верувам, таква и заложбата и на последните средби што сме ги имале, да целиот тој процес на најкрупните инвестиции почне многу порано. Александра Бујаровска од Невладината фронт сепак смета дека 2 децении се предолг период за решавање на проблемот. Што значи од 2007 процес се пролонгира до 2027. Со знак прашалник, нели, дали до тогаш би ја усогласиле технологијата со европските стандарди. Што се случувало во годините додека ништо, нели, не се исполнило тој план, а Државниот инспекторат има обврска да ги следи на годишно ниво, тоа е исто знак прашалник. Зошто не били уште тогаш санкционирани? Праќавте инспекции во РЕК Битола? Да. Секогаш, па тоа, видете, инспекторатот е најдобро да биде независна институција, како што се и направи да биде. Не е добро на инспекторатот политичките субјекти да му влијаат, дали треба да излезе да инспекторира или да чека од... Казувавте, што заклучувавте? Видете, тоа најдобро треба да го прашате. Инспекторатот имаше директор и јас и тие може да потврдат и сега и тогаш никогаш не сум се мешала во работата на инспекторатот. Има и забрани и казни, како и другите капацитети. Екологистите го гледаат проблемот повеќе во немањето волја отколку во немањето пари, а еве и зошто. Според документите до кои Невладината фронт дошла преку барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, комуникацијата меѓу Министерството за животна средина и РЕК Битола за издавање интегрирана дозвола запира во 2014 година. Ке видите дека тоа се на по неколку години не праќано информации едни меѓу други, односно недоставување на страна на АДЛ податоци, па креирање на некакви си работни групи, кои што на крајот сепак ништо од сето тоа не резултирало со актуелниот наш, еден од најголеми загадувачи, да има дозвола по која што уствари би требало да ја унапреди својата технологија.
Следната комуникација на оваа тема е дури по промената на власта во февруари годинава. Зошто попусто се загубени 4 години? Во Министерството за животна средина нема објаснување.